Огњен, пред се ти посакам добре дојде во Македонија, добре дојде во Охрид. Кажи ми, како си денеска, како си помина по пат, што се случува? Супер сам, малкице сам уморан, ајде да кажем, од пута. Путували смо 8 сати, ако не и више. Едва чекам да наступам вечерас, супер сам. А дали си за прв пат во твојот живот во Охрид или можеби си били претходно? Не, први пут ми е да сум во Охрид. Био сум у Македонија и у неким разни градовима, али овде во Охрид први пут. А дали имаше време малку да прошеташ, да го разгледаш градот, да пробаш некоја храна или немаше време? Нажалост нисам имал. Стигли смо баш скорие и веќе морамо да се спремаме за концерт и након тога веројатно идеме одмah куќи видеќе. Да. Огњен, ти си тука поради еден преубав повод, односно ќе бидеш повторно специјален гостин на спектакуларниот концерт на Аца Лукас, една од најголемите музички звезди на Балканот. Па кажи ми, како се чувствуваш поради тој повод? Па сјајно, морам да признам, сјајно, биće доста публике, веќе сам наступao sa Acom, ali i dalje je trema tu, naravno da imate pozitivne treme, opet je Aco najveća balkanska zvezda, treba ispuniti očekivanje i publike i njega i samog benda i generalno haj produkcije. Што ќе пееш вечер, што ни спреми? Večera sam spremio igru bez granica, ali biće još par pesama, neću da vam otkrivam, neko bude iznenađenje. Ти како што ни кажа, веќе имаш настапувано со Аца Лукас, па дали вака кога ќе се навратиш наназад, некогаш би верувал дека ова ти е денеска реалност? Дали некогаш си замислил дека ќе присуствуваш на ваков концерт? Pa nadao sam se iskreno, verovao sam u sebe, trudio sam se da dođem do ovoga, opet je ovo jako velika stvar za jednog pevača koji je tek krenuo se bavi, da kaže, tek ušao u početak svoje karijere, tako da negde sam u dubini sebe nadao se da ću da dođem do ovoga. Eto me. Имаш во едно твое интервју кажано дека Аца Лукас ти има дадено некој лист, па кажи ми што пишува точно него, каде го чуваш и колку те значи тој гест? Znači mi mnogo, dobio sam ga na audiciji u Beogradu kada sam pevao Pratim te, dobio sam 10 kao da sam savršen bio, tako da to mi je dalo, opet kažem, vetar u leđa i veliku odgovornost. Дали еден ден можеби би снимил ти дует со Аца Лукас? Naravno da, to mi je jedno od najvećih želja u životu jeste duet sa Acom, ali o tom potom. А дали имаш нешто научено од Аца, што, например, ти го има променето животот или ти има научено некоја важна лекција? Што имаш научено од Аца Лукас до сега? Rekao mi je jednu stvar i to mi znači mnogo i u buduće će mi značiti mnogo, a jeste da budem svoj i da se nikada ne predajem. To su njegove reči koje će mi zauvek ostati u misli. Ти после надпреварувањето на Хајп Звезде почна да имаш настапи, па кажи ми, дали имаш летово време за тебе или само работиш? Дали беше на летен одмор можеби? Bio sam na letnjem odmoru, ali moram da ti priznam da i pre samog odmora i pre svega toga sam rekao sebi, makar nemao vremena ni kući da odem, samo da se bavim muzikom i da idem na ovako velike stvari, tako da bio sam na odmoru, ali ovo mi je mnogo draže. Кажи ми, дали имаш некој ритуал пред настап и што правиш еден час пред настапот? Ležim, spavam, šalim se. Zapravo, šta se šalim, stvarno spavam. Spavam ili kada ustanem, eto, malo se zagrejem, pa pred izlazak na binu se prekrstim, kažem neka bude kako je Bog rekao da će da bude, šta bude, nek bude, čoveče, izlazim pa. A што е првото нешто што го правиш после настап? Posle nastupa? Jako dobro pitanje. Pa, zapravo u većini slučajeva preupitujem se da li sam bio dobar, pa obično pitam tu koga god da vidim kakav sam bio, bilo dobro ili nije. Tako da, to je prva stvar koju radim. А дали имаш веќе некоја фан база, дали обожувателите препознаваат на улица, дали ти барат фотографии? Pa moram da priznam, evo, baš juče kada smo završili koncert, zapravo ne juče, prekjuče, prišli su mi, da kažem, neki fanovi, međutim, ali su rekli, da li si ti pevao kod Ace Lukasa na koncertu, tako da moram da sve te počesti odam Aci Lukasu iz razloga što sam na njegovom koncertu bio i na njegovom koncertu sam pevao. Дали имаш трема во такви некои ситуации или дали кога си на бина имаш трема и какви емоциите совладуваат и преовладуваат кога си на сцена?
to ne mogu da opišem rečima. To je jedna stvar koju stvarno nikada neću moći da opišem rečima. Ne hvata me trema kada izađem, ali više me hvata kada mi neko priđe ovako, više me tada uhvati trema nego na bini. A какви ти се мислите додека си на бина? На што мислиш? Ja ne znam na šta mislim. Ja apsolutno nisam svestan šta ja mislim. Ja se sad ne sjećam šta sam mislio juče kada sam prekjuče kada sam pevao. To je stvarno nevjerovatna stvar i možda ću večeras probati da zapamtim šta sam mislio dok sam pevao. Ете, кажи ми, кога беше моментот кога ова се свати дека не е сон, него твојата реалност моментална? Još uvijek nisam svestan. Neću biti sigurno još duže vreme svestan da se sve ovo dešava. Ja dođem u smeštaj i sednem i da li je moguće? Da li je moguće? Ja i dalje nisam svestan. Сите финалисти од надпреварувањето на Хајп Звезде бевте изненадени од директорот Саша Мирковиќ дека ќе имате песна и спот, па дали веќе имаш на ум каква песна ќе издадеш, дали нешто почна веќе се создава тука или? Има, вeć imamo par ideja, jako dobrih ideja i zahvaljujem se Saši na svemu, da ne idem ponosom i Saši i celoj Хајп продукцiji, ali ponosom najviše za Saši. Дали љубовта моментално ти е на втор план поради твојата музичка кариера? Дали имаш време за љубов? Apsolutno, nemam vreme, ali zapravo možda i da želim imao bih, ali trenutno mi je karijera u fokusu, trenutno mi je karijera ono što najviše želim i što mi najviše treba, tako da ljubav mi je, iskreno da kažem, na drugom mestu. А може би вечерва ќе запознаеш некоја македонка, па ќе те го освои срцето. Македонски се да поснемела, можда коза. Што никој не знае за Огњен надвор од сцената? Дали има нешто што твоите фанови не го знаат за тебе, што го немаш кажан до сега никаде? Јас сум малкице срамежлив. Да, само малку? Заправо малкице. Можда се на бини покажем као некој стварно nije niti sramota, niti me hvata trema, ali zapravo sam i tremaroš i ajde da kažem, ovo je početak karijera, možda će se promeniti u naravno nekom periodu. Каде се гледаш во следните 5 години од сега? Ja se nadam na nekoj velikoj bini sa puno ljudi, ali o tom potom. Možda Eurovizija, ali daleko sam od svega toga. Ајде, дај Боже, може би еден ден ќе се исполни тој сон, па ќе дојдеме и ние, повторно да снимаме. За крај сакам да те прашам, ти речи се секогаш изведуваш песни од Тоше Проески, а што е тоа толку многу што те поврзува силно со неговата музика? Дали ти буди некоја посебна емоција, некое посебно чувство? Што се случува кога ги слушаш и пееш песните на Тоше? Ja ne mogu da vam opišem koliko mi znači taj čovjek. Iako ga danas nema, koliko on meni znači u muzičkom svetu i u svetu gde se moram snaći kao jedan čovjek, kao jedna normalna osoba, nadam se. Moram da priznam da mi taj čovjek mnogo znači, da mi njegova muzika mnogo znači i inspiracija mi je ceo život bio i zauvek će ostati. Tako da... А која ти е омилена песна од Тоше? Да можеш до крајот на животот да слушаш само една песна од Тоше, која би била таа? Mislim, далеко од мене, mislim така. Ти благодарам Огњен за прекрасното интервју и ти посакувам многу среќа и успех на вечерашниот концерт со Аца Лукас. Hvala puno.